Минути посветени за културните настани, случувања и за култура воопшто, се оно што сметаме дека треба да го знаете, да го посетите и сите случувања кои што се актуелни ќе ги имаме во овој период од денот и од утрото околу 9 часот. И за денеска имаме нова книга како подарок, книга на неделата. Дабот се уште е тука. Оваа недела на наши гледачи кои што ќе бидат најбрзи по една секој ден. Вртат на нашиот телефон, веќе добро знаете, и оној кој што ќе биде најбрз ќе ја добие како подарок и ќе може веднаш потоа да си ја земе и да си ја прочита, со тоа што информирајте ме кога ќе имаме гледач, чисто да се чуеме со него и да ја доделиме книгата ова утро. Одиме со ред, иначе Антолог ја доделува книгата, се наоѓа непосредна близина веднаш кај гимназија Јосип Брз Тито и веднаш по завршувањето на нашата емисија ги праќаме податоците и ќе може да си ја подигнете од таму со нормално лична идентификација. Малку подоцна ќе се осврнеме и на промото и оно што можете да го гледате на Телма телевизија во текот на денешниот ден. Сега ќе се осврнам на моите гости, господинот Сашо Тодоровски од театарот комедија Куманово. Така. И другиот ми е изненадно, но во секој случај ќе се представи затоа што ми влета во студио изненадно, викам вие гостин, да. Но се шегувам. Ќе се разбира има што да кажеме заедно и да представиме што се случува во театарот комедија, односно денови на комедијата, кои што веќе се во тек, колку што јас сум информиран од 27-ми. Почна, да. Почна, да. И она што исто така ми остави впечаток, но е и добро заради протоколи така натаму, значи не ги најавувавте сите представи, не можеше да се земе билет за сите представи. За не дај Боже ако нешто треба за да се откажат представите, во такво време сме и значи напоредно како одат деновите, така вие отваравте билетара за нови билети за представите кои што следуваат. Да не испадне ја да ве викнав и се си раскажам. Прво добре дојдовте, како сте утринава? Како беше по пат од Куманово? Одлично, близко 20 минути. Куманово Скопје не е далеко. Нема гужви нешто? Не ве фати овие скопскиве гужви на влез? Таман беше супер. По обиколница идовте до тука? Не, по пат, али супер беше. Моја препорека по обиколница за назад. За да не заглавите во сообраќајот, затоа што нели како почнува утрото, денот во Скопје, хаос секое утро. Ајде вака се, театар комедија, Куманово, стандард, веќе 24 години организирате денови на комедијата, па слободно можете прво за историјата на денови на комедијата, а потоа и за нели за оваа година. Така. Овој фестивал е 24-ти ова година поред, меѓународен театарски фестивал во Центар за култура се организира во Куманово. Навистина успеавме од овој фестивал да направиме еден бренд во Куманово, значи благодарност на сите оние кои го започнале овој фестивал пред 24 години како една идеја и таа идеја полека се развиваше, така да денес дојде до навистина еден фестивал респектабилен, меѓународен, на кој гостуваат театри од околните држави, театрите од нашата земја, од Македонија, така да навистина имаме успех, имаме посетеност на овој фестивал и Куманово публиката го сака, живее за овој фестивал. А види, кумановчани се познати и по хуморот, нели, и со песните, а верувам дека и во театарот, така да не им е страно и навистина со гордост си го организирате и овој фестивал и продолжете така. Во времево на корона, бога ми хумор ни е потребна, сега нели мораме малку да се осврнеме, така е. Така е, да, се случуваат и трагични моменти, но во секој случај мора малку да се осврнеме и на да предизвикаме малку насмевка и добро расположение кај луѓето. Рековме има и гости, оваа година гостување, 9 гостувања од Македонија, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Косово, така? Тоа верувам дека и се соработки кои што со години си ги имате, така? Тоа си функционира со оглед на тоа дека 24 години. Има ли некои нови гостувања? Има еве од Хрватска. Или заинтересираност за следните години? Има секако, ние сме навистина позитивно изненадени што ни пишуваат луѓе од Загреб и од Босна на мејл, бидејќи останатите кои биле театри им пренеле дека навистина добро се поминале во Куманово и сакаат да дојдете и гостуваат. Тоа е навистина една убава работа. Кога сами ќе побараат театрите да гостуваат кај вас, значи дека нешто добро правите. И по кој тертип ги одбирате представите кои што се пријавуваат за гостување или за да бидат дел од? Имаме совет на фестивалот, се разговара, се разгледуваат фестивалите, представите се контактира со тие театри. Треба да бидат комични, така? Да, како можеме ќе одиме да одгледаме некоја представа, секогаш не е можно тоа, така да ќе ни испратат снимка, ќе ја погледнеме представата и
ги доведуваме тие. Што е специфично оваа година за Денови на комедијата? Специфично е тоа што веќе уназад неколку години ја доделуваме наградата Васил Илјовски. Годинава често и припадна на Стојна Костовска, да ја земе наградата, голем поздрав до актерката. Тоа е најспецифичното да кажеме. Ланската година ја доби актерката Шенка Колозова. Годинава имаме многу добри представи, кумановци се срекни, се смеат, тоа и ние сме Верувам задоволни. дека има интереси, бара билет повеќе, но ради протоколите мора тоа да биде. Протоколите ги почитуваме кои што се зададени и тоа е тоа. Значи ќе продолжиме понатаму. А што се несува до специјална награда за Стојна, ќе има некакво специјално доделување со оглед на коронава или беше доделена на самото добро. отварање на 27 септември, на самото отварање беше на доделен на добро. отварањето, да. Добро. И какви се плановите во иднина? Верувам дека од година на година Така фестивалот манифестацијата расне, се доживува, развива, верувам дека ќе имате и побарување за тоа да трае малку подолго. Така и оваа година и минатата година требаше да оведеме, значи жири да избереме најдобра представа, најдобар актер, најдобра сценографија. Сето тоа беше во план, меѓутоа пандемијата не спречи. Сакаме кога ќе помине пандемијата, значи во целосен сјај да блесне фестивалот и навистина да добие еден значај како што и доликува на еден меѓународен фестивал. Да ги има сите потребни тертипи што викаат за да изгледа фестивалот како што треба. Така, јас навистина ви посакувам успеси и да се гледаме за убави моменти со насмевка на лицето, доста веќе само зборуваме за корони и така натаму и традицијата да продолжи. Секако. Поздравете и кумановци и бидете и понатаму Благодариме. хумористично расположени. Благодариме. И тука сме. Што и да има ново, се разбира, ќе презентираме во следните наши изданија.